Откупот на пченицата за стокови резерви предизвика зголемување на цената на ливното зрно за 1 денар. Подпредседателот на Асоциацијата на земјоделци Гоце Серафимов вели дека одредени млинови почнале да ја откупуваат пченицата по 13 динари, колку што изнесува и цената за откуп за стокови резерви. Предходната цена беше 12 динари за килограм. Сега, шом почна да се откупува за стоковите резерви, почна и некои од фирмите да ја откупуваат по 13 динара пченицата. Предходно беше по 12 динара некоја државна цена, меѓутоа таа цена беше за прва. Оваа година пченицата мислиме дека и ќе се користи повише за исхрана на стоката, затоа што оваа година има многу беше стучна, нема моморуски, нема пченка, нема Македонија, Србија и сите околни држави ради стушата, многу е намалена моморуската како производ и за таа сметка ќе биде допунета со пченицата. Тој додава дека за прв пат се откупува пченицата за стокови резерви од индивидуални земјоделци, кои може да придадат од 5 до 30 тони лебно зрно за стокови резерви. Серафимов вели дека очекува наредната година откупот на пченицата да биде порано, како што им ветеле од ресорното министерство. Смета дека со ова ќе бидат и подобри цените за откуп на житните култури. Прва година да се откупува стоковите резерви да откупуваат од наша пченица, со тоа што оваа година беше малку закаснато, се надеваме дека од догодина ќе биде многу порано. Така обеќето од министерството дека ќе биде месец, најмалку еден месец пред почетокот на жетвата и ќе се утврдат цените и мислиме дека ќе бидат подобри цените во тој случај. За прв пат од и претходно можеше да биде и од друга држава, можеше да биде и така. Прв пат се откупуваат директно од индивидуалните производители. Според евиденцијата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, годинава под пченица биле засејани 70.000 хектари, а проценките дека се произведени од 280 до 300.000 тони пченица, со што ќе се задоволат домашните потреби.